Добро вечер, почитувани гледачи. Крајот на централните вести во ова викенд издание ни се посветени за вестите од културата. Македонскиот долгометражен филм Утре наутро по сценарио и режија на Јани Бојаджи. Својата премиера пред македонската публика ќе ја има на 19 ноември во киното Синеплекс. А од наредниот ден ќе започне неговото киноприкажување низ целата земја. Станува збор за политичка драма која ја раскажува нераскажаната историја за силувањето на Европа, инспириран од случувањата на 27 април 2017 година. 19 ноември е датумот кога во Синеплекс ќе биде одржана премиерата на новиот филм на режисерот Јани Бојаджи, Утре наутро, политичка драма инспирирана од вистинските настани, кои се случија во периодот од 2014 и 2017 година, како и последиците од овие настани и начинот на кој што истите ги ефектираа луѓето. И во принцип ова е приказна, инспирирана од вистински настани кои се случиле меѓу 2014 и 2017 година. Плотот на приказната е веќе таа тој фатален 27 април 2017 година. И во принцип филмот се занимава со прашањето што после тоа. За потребите на филмот, дел од актерската екипа мораше да го научи ромскиот јазик, предизвик кој актерите мошне успешно и со задоволство го совладаа. Покрај главните женски ликови кои ги толкуваат Нина Дејан, Ирена Илиевска и Кети Дончевска Илич, во филмот ромски говори и Васил Зафирчев. Толкувам лик кој се вика Русте и кој станува некаква референтна точка на оваа парадигма која е земена за наслов на филмот. Односно некаква светла точка за тоа дека навистина е можно утре да биде подобро. Тој е представник на ромската заедница кој што успева да изгради успешна кариера во Италија и кој на некој начин сите оние позитивни европски искуства се обидува да ги пренесе во Македонија, затоа и се враќа овде со цел да формира една мала задруга која што ќе произведува органско овошје и зеленчук. Филмот ги портретира ромите како истакнати членови на општеството, избегнувајќи ги стереотипите за беда, сиромаштија и необразованост, што дополнително представуваше голем поттик за Бајрам Северџан, кој толкува еден од главните ликови во Утре наутро. Во сценариото има една работа каде што ако некој ви го повреди Ако некој ви го повреди најмилото, у денешно време се разбира како можеш тоа да го средиш со 1 евро и го разрешуваш тоа. Меѓутоа сценаристот рече не. Сценаристот рече не, ке се осветиме на тој региосан народ, на тие региосани личности што се во Македонија, кои го прават региосан целиот систем во Република, а не се многу. Неколку се, ама тие се водечките региосани глави и го смени целото сценарио и на некој друг начин, комичен, ама поучен начин, ја средивме целата ситуација. Сакам од тука да кажам, понекогаш треба да се воздржиме за некои работи. Господ ги определува патиштата, меѓутоа малце се чудни, но сепак правдината искача на крај. Извршниот продуцент Дејан Милошевски најави дека освен филмот ќе има и серија со 5 епизоди по 55 минути, која ќе се емитува на телевизија Алфа. Со концерт на Македонскиот национален џез оркестар, насловен Македонски сновиденија, под диригентската палка на Владимир Николов. Вечерва во Македонската филхармонија се отвара манифестацијата Есенски музички свечености, која до 10 ноември ќе понуди богата културна програма. Есенските свечености годинава започнуваат на 25 октомври. Стартот ќе биде во филхармонија заедно со Националниот џез оркестар. Македонски сновиденија се нарекува концертот и е под диригентската палка на Владимир Николов. Потоа следен концерт е на 31 октомври, тука во КИЦ. Соло концерт ќе има Георги Шаревски.
На 2 ноември е аматерскиот женски хор Фрида од Македонија и музикотерапија. Потоа имаме исто така и меѓународни гости. На 5 е гудачкиот квартет на Пламенка Трајковска. Тој проект е исто така поддржан од Министерството за култура. Од Шпанија ни доаѓа концертот Впечатоци од Шпанија, доста интересен концерт. Тој проект е исто така поддржан од Министерството за култура и е во соработка со Скопје Класик. Потоа од Хрватска имаме гости и тоа се звуците на душата и на срцето. И за крајот завршуваме со гостите од Истанбул, тој со Турција, еден ансамбл и тој проект е во соработка со културниот центар, Турскиот културен центар во Скопје, Юнус Емре. 7 хит представи од регионот гостуваат на сцената на Драмскиот театар во Скопје од 25 до 31 октомври. Ревијалниот театарски фестивал на театрите членки на регионалната Унија на театри Рута започнува вечерва со копродукцијската представа Животот на провинциските плејбои по Втората светска војна или Туѓото го сакаме, своето не го даваме. Во режија на Иван Пеновиќ, по текст на авторот Душан Јовановиќ. 7 хита представи од регионот гостуваат на сцената на Драмскиот театар од денеска до 31 октомври. Ревијалниот театарски фестивал на театрите членки на регионалната Унија на театри Рута започнува вечерва во 20 часот со копродуциската представа Животот на провинциските плејбои по Втората светска војна или Туѓото го сакаме, своето не го даваме. Во режија на Иван Пеновиќ, по текст на авторот Душан Јовановиќ. Во копродукцијата учествуваат ансамблите на Драмски театар Скопје, Београдско драмско позориште, Местно гледалиште Љубљанско и Центар за култура Тиват. Улогите во представата, правена по формат на комедија Деларте, им се доверени на актерите Лазар Христов, Јулита Кропец, Марко Гверо, Сонја Стамболџиска, Лазар Николиќ, Вукашин Јовановиќ, Нејц Језерник, Маријан Наумов и Јована Спасиќ. Pa evo to bila je stvarno unikatna prilika unutar ove Ruta koprodukcije. Mislim da drugačije, da nema Rute financijski ne bi baš bilo izvedivo to proizvod, zapravo dovesti sakupiti sve ove ljude na jedno mjesto 2 mjeseca. Tako da stvarno sam zahvalan na ovoj prilici i jako mi je drago u biti kakvu vidljivost onda ovaj projekt naknadno dobiva nakon što se napravi, zapravo da ta nova produkcija Rute otvara svako izdanje Ruta festivala i zapravo to njeno putovanje onda od Budve preko Ohrida, Brijuna, pa evo Skopje, pa onda Beograd i Ljubljana stvarno upotpunjuju tu priču zapravo tih različitih jezika, različitih škola, glume, sakupljenih na jednom mjestu, u jednoj dvorani pred publikama različitih senzibiliteta. Напишани во периодот на исклучително бурни меѓународни и регионални историски движења во духот на сексуалната револуција и пролета од 1968 година, како и под влијание на околностите во тогашната Југославија на кои реагираа уметниците од најмладата генерација. Во делата е присутен така наречениот лудизам, специфичен одговор на тешките теми, што ги отвара повојната генерација млади луѓе. Денес, половина век потоа, суетата и безцелноста остануваат актуелни, а им се придржуваат и трката по материјалниот статус, но и екзистенцијалниот страф. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание.